Почитувани граѓани, почитувана македонска јавност, денес разговараме повторно за прогласување на кризна состојба во однос на заштита на здравието на граѓаните, односно здравствената криза. И во последниот период зборуваме само за кризи. Економска криза, енергетска криза, здравствена криза и она што вие не сакате да ја спомнете, политичка криза. Тоа е факт дека во Република Македонија единствено се занимаваме само со кризи. Но мораме пред да продолжиме за понатамошно дејствување во ваква состојба, односно кризна состојба, да направиме една ретроспектива и да ги видиме и причините и последиците зошто е дојдено до ова и како понатаму да се подобрат состојбите во однос на кризните состојби кои што ги имаме во Република Македонија. Ова го зборувам од формално правен аспект, бидејќи мораме да напоменеме дека скоро 2 години сме во вонредна или кризна состојба, а впрочем ни оддалеку не се почитуваат ниту законските, ниту уставните одредби и одредби кои што треба согласно уставот и законот и позитивните законски прописи да бидат водилка во вакви ситуации, а не истите да се основ за коруптивни скандали и богатење на одредени поединци. Имено, согласно членот 31 од Законот за кризи, вели вака: Владата донесува одлука за постоење на кризна состојба, го определува подрачјето за фатено со кризна состојба и соодветно на тоа ги активира механизмите за разрешување на кризна состојба. За донесената одлука, владата веднаш го известува собранието и председателот на Република Македонија. Владата за активностите поврзани со одлуката од ставот 1 на овој член во рок од 48 часа усмено, а еднаш неделно писмено го известува собранието и председателот. Па овде не е председателот, можеби заменик председателот ќе ми одговори дали е испочитувана оваа одредба и дали од страна на владата се доставени вакви известувања во однос на кризната состојба. И во ставот 2 понатаму вели вака: Владата најдоцна за 30 дена по завршување на активностите утврдени со одлуката од ставот 1 на овој член изготвува и доставува писмен извештај до собранието и до председателот. Почитувани колеги од мнозинството, ве прашувам дали вие имате добиено ваков извештај за постапките кои што се превземени врз основа на овој закон, врз основа на претходно донесените одлуки за прогласување на кризна состојба. Можеби ние од опозицијата не сме известени од страна на председателот или собраниските служби, но еве вас ве прашувам како мнозинство во моментот дали вие сте известени и дали имате добиено извештај согласно овој член од законот и каде што е наведено облигаторно дека мора да се достави ваков извештај. Очигледно немате добиено, затоа ве повикувам уште еднаш, ако има некој во реплика, да не известите дека имате добиено ваков извештај. Понатаму вели: ако кризната состојба продолжи да трае подолго од 30 дена, владата треба да побара одобрување од собранието за продолжување на рокот или да предложи прогласување на воена или вонредна состојба, кое што впрочем го направивте. Прогласивте вонредна состојба на почетокот, се со цел, знаејќи дека постои и ваква можност со прогласување на кризна состојба, меѓутоа целта ви беше друга. Со прогласување на вонредна состојба да можете како влада да донесувате уредби со законска сила, а со тоа да донесувате сопствени тендери, јавни набавки и сите други злоупотреби кои што ги правевте. Зошто го велам ова? Бидејќи од сите одлуки во тој период кои што беа донесени, над 70% беа одлуки кои што не се однесуваа на вонредната состојба, односно на причината за прогласување на вонредна состојба. Тоа значи
дека во тие 70% од одлуките, меѓу кои една, внимавајте, во време на вонредна состојба, со уредба, со законска сила, се измени, односно имавме измени и дополнување на изборниот законник. Под вакви услови се спроведуваа избори, под вакви услови се делеа ваучери, под вакви услови се бараа провизии, под вакви услови кои што ги користевте максимално се полнеа џебовите на одредени поединци. Ова го злоупотребивте и со тоа што прогласувајќи ја вонредната состојба, се повикавте на членот 126 од Уставот, меѓутоа во членот 125 вели дека одлуката со која се утврдува постојање на вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и има важност најмногу 30 дена. Исто така, како и во претходниот случај, каде што потенциравме дека согласно позитивните законски прописи, 30 дена е рокот на кој што се прогласуваат овие состојби, кризни состојби. И затоа од овде се провлекува и прашањето зошто барате продолжување на подолг рок, дали да ги избегнувате известувањата до пратениците, излегувањето пред парламент и пред граѓаните, односно јавноста да не биде запознаена со сите скандали и сите задни намери кои што ги имате во периодите кои што се одобрени со оваа одлука за кризна состојба, а тоа е со една цел – злоупотреба на сите механизми во ваква состојба, бидејќи и со самиот закон е предвидено дека во членот 32 вели вака: владата донесува одлука за употреба на ресурсите на органите на државната управа, органите на општините и на градот Скопје, како и за управување со нив во случај на кризна состојба. Употребата на ресурсите за остварување на активностите од ставот 1 на овој член треба да биде пропорционална според природата и интензитетот на кризната состојба, разумна според карактерот, сериозна според јачината и обемот на кризата. Ниту една од овие одредби не ви е запазена. Односно, ниту една од ова законска обврска не ви е запазена. Зошто го велам ова вака? Бидејќи сомнежот дека се провлекуваат коруптивни скандали, односно има корупција во донесувањето на ваквите одлуки, е тоа што претходно прогласените вонредни состојби од страна на председателот, за кој што беше должен да ги достави до собранието, истиот ги достави, но од страна на председателот на собранието, истите не се ставени на дневен ред за разгледување. Тоа е потенцијален криминал, бидејќи во овие одлуки требаше да се разговара каде се потрошени и до последниот денар пари кои што ги задолживте граѓаните, а не беа малку, односно беа 1 милиарда и 100 милиони евра само во изминатата година. Со овие вонредни состојби располагавте како со ваши пари, како од дома да ги давате, но не дадовте извештај каде истите се потрошени. Ова законска обврска, уставна обврска на председателот на собранието не ја исполнивте со тоа што не ги доставивте на разгледување овие 3 вонредни состојби. Со тоа се потврдуваат тезите дека сте барале и провизии за вакцините, дека се местени тендери, дека јавните набавки кои што ги склучувавте во 4 очи се всушност со повеќекратни суми од оние нормалните кои што во нормални услови би се набавиле во одредени здравствени установи и секаде онаму каде што сте овластени ова да го правите. Со ова само потврдувате и ни давате до сомнеж дека и наредниот период за кој што сакате да ја прогласите, иако потенцирав дека не може да се прогласи на подолг рок од 30 дена, имате намера истото да го повторите и затоа мудро си молчите и никој од вас од мнозинството и од извршната власт не излегувате да демантирате и да потенцирате што ќе се направи и како ќе се направи. Зошто? Бидејќи и вие, како пратеници, го немате добиено овој извештај, ги немате добиено овие податоци и вие не знаете, може би, точно каде се трошени овие средства. Затоа, како подпредседател, може би ќе ми одговорите, подпредседателе, дали до вас се доставувани вакви извештаи согласно законот
и дали истите ќе бидат доставени до пратениците во периодот кој што следува. Ви благодарам. Извештај за она што е сработено и како е постапувано во кризната состојба, што е законска обврска од страна на владата до собранието.